Лозарство. Лозарството е проучување, производство и изучување на грозјето кое се занимава со сето она што се случува во лозјето. Во календарот на лозарот спаѓаат изучувањето на грозјата кои се берат и се пренесуваат до винаријата, кастрење на лозници зимно време, орање на почвата за нејзино растресување и откривање на основата на лозниците, нивно процветување и цветање и кастрење на лозниците за добивање на грозје летно време. Лозарите не се винари, бидејќи тие не ги произведуваат вината, туку само го надгледуваат и изучуваат процесот на растење. Виновата лоза успева во умерените климатски зони. На северната полутопка успева помеѓу 30 до 50 степени паралела, додека на јужната успева помеѓу 30 и 40, каде што средната годишна температура не е пониска од 8 степени Целзиусови, ниту повисока од 20 степени Целзиусови. Средната температура во времето на растителноста е помеѓу 16 и 20 степени, а температурата во времето на мирување на лозата не паѓа под 15 степени Целзиусови. Најголеми светски производители на лозјето и виното се Франција, Италија, Шпанија, САД и други. Македонија е поделена на 3 лозарски реони, и тоа Пчинско-Осоговски реон, Пелагониско-Полошки и Повардарски реон. Овие горе споменати реони се поделени на 16 виногорја. Сите 3 реони се одликуваат со конкретни климатско-почвени услови кои се предуслов за сортиментот при подигање на лозови насади. Генерално, во Повардарскиот регион, каде што спаѓа и Струмица, климатско-почвени услови се погодни за одгледување на трпезни сорти и сорти за одгледување на црвено вино, додека Осоговскиот и Пелагониско-Полошкиот реон за одгледување сорти за производство на бели вина. Производството во лозарските реони и виногорја е со различен интензитет. Теквешкото виногорје е главен производител на винско грозје и вино во Македонија. По него следат Гевгелиско Валандовско виногорје, Скопското виногорје, Велешкото виногорје и Струмичко-Радовишкото виногорје. За добивање на вино се садат сорти за бело вино и сорти за црвено вино. Од белите вина најзастапени се Смедеревка, Шардоне, Жилевка, Италијански ризлинг, Крајнски ризлинг, Белан и други. За црно вино најзастапени се Вранец, Каберне, Мерло, Бургундец и други. Од трпезните сорти најзастапени се Афус Али, Кардинал, Хамбург Мускат, Бело Зимско и други. За успешно и стабилно лозарство и винарство во иднина, неопходно е да се изврши климатско зонирање и правилен распоред на сортите според лозарските едини. Потребно е воведување инфицирани системи на одгледување и интензивен индустријски карактер на производство. Посебно внимание да се посвети на зголемувањето на површините за трпезно грозје со воведување стандарди за квалитет и центри за пакување.